Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Имаме законско решение кое што неколку членови претрпуваат измена, при тоа истото е со европско знаменце. Доколку се сеќавате, ова исто законско решение беше уште во пред нова година пристигнато во собранието. Тогаш не сакавме да го дискутираме од X причини, а основната причина е затоа што во тие месеци јавноста која што следи и која што ги гледа PM10 и PM8 честичките, ќе беше релативно вознемирена, односно незините очекувања во врска со ова законско решение ќе беа дека конечно Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ и останалите коалициони партнери решиле да направат нешто, односно решиле барем нешто да исполнат од ветувањата дадени према јавноста за почист воздух. Само ќе ве потсетам, колеги, дека на темата воздух 2015 година токму вие ја направивте да биде политичка тема. На темата амбиентален воздух се добиваа и се губеа парламентарни и локални избори. На темата амбиентален воздух првата година после формирањето на владата на 1 јуни 2017 година, немајки решение брзо, како што се ветуваше, сами си протестиравте пред собствената влада. Денес сме 4 години подоцна и по 4 години имаме закон за амбиенталниот воздух во Република Македонија, во кој што ништо не се предлага. Ни се става европско знаменце, се брука Европската Унија, а кога го почитате законот, ќе видите дека е обично усогласување со законот за прекршоци. Тогаш го поставувам прашањето зошто ова собрание во текот на оваа година ќе добие извештај од комисијата и повторно внатре ќе се зборува дека ние, парламентарците, овдека, носиме закони или по скратена постапка, или носиме европски знаменца ставаме, а при тоа нема ниту една регулатива со која што се усогласуваме. Напротив, во неа има многу небулози. Вели дека се предлага градоначалникот на општината да предлага решение за подобрување на амбиенталниот воздух. Вели дека општините кои што се со над 35.000 жители, нивните градоначалници мораат да направат план како ќе се справуваат со загадениот воздух, а оние кои што имаат под 35.000 жители, тогаш во неколку членови се вели дека ќе помогне Министерството за животна средина, ама не со средства, не со кадар, не со опрема, туку со контрола на плановите кои што ќе ги направат, а претходно вели дека не се должни да ги прават плановите. Прашувам следново: која општина во државата има буџет со кој што може да се справи со овој проблем? Дали општина Вевчани или општина Вратница или општина Штип или Велес или било која општина има буџет со кој што ќе се справува со загадувањето? Во овој закон, почитувани колеги, погледнете го, не се предвидува една нова мерка, не се предвидува еден денар од државниот буџет за заштита на амбиенталниот воздух, а пак ќе ве потсетам, го направивте политичко прашање и врз основа на тоа политичко прашање добивавте политичка поддршка и на парламентарните избори и на локалните избори. Имате, вели, треба да се изготви план со градоначалникот и при тоа, кога ќе види дека е многу загаден воздухот, да направи рестрикција во сообраќајот, дека има право да го направи тоа општината, дека може да ги смени линиите на јавниот превоз и дека може да го намали време траењето на работните часови на определени фирми, дека може да го прекине градењето во општината и тука престануваат сите ингеренции. И на крај, да не излезе дека само зборуваме, на крај вели дека ова законско решение не предвидува фискални импликации на буџетот на Република Македонија. И го поставувам прашањето: ако решение за подобрување на амбиенталниот воздух не предизвикува фискални импликации, како ќе го подобриме амбиенталниот воздух?
ќе користиме истите работи кои што ги имаме до сега, кои се бесплатни. И која е европската регулатива, која што еден ден ќе ја гласате дека во овој закон, да ми кажете која е европската регулатива со која што се усогласуваме. Имаме покрај планот, вели дека градоначалниците се задолжени да го мерат тоа, да го констатираат и да го достават до Министерството. И тука имаме листа на публикации, извештаи, документи, научни истражувања и се освен конкретни мерки за подобрување на амбиенталниот воздух. И она кое што е крупна измена, член 8, вели дека зборовите добиено претходно се заменуваат со зборовите добиено писмено. Тоа е вака најкрупната измена во овој закон кој што е пред нас. Зборовите добиено претходно се заменуваат со зборовите добиено писмено, и јас навистина мислев дека од Министерството за животна средина и од харизматичниот министер полиглота, мислев дека се зафркавате кога на собранието му пуштате оваков закон без ниту една мерка, без нешто ново, без конкретни цели, без конкретни рокови, без финансии, предлагате закон со европско знаменце со цел да се прочисти воздухот. Па ако законот беше добар, читувани представници од Министерството, од владата, па во декември кадеше на седница, а го ставате овдека во јуни, зошто? Затоа што ги намалувате глобите. Затоа што ги намалувате глобите. Затоа што устата ви е полна како влада дека се грижите за животната средина, а овдека намалувате глоби. Бидејќи оваа влада така функционира, комунистички, уравниловка. Еден закон се менува и се потоа надоле се менува. Која порака ќе ја прати ова собрание? Ако ги намалуваме глобите за оние кои што прават престапи во загадувањето на животната средина, природата и воздухот. Која порака ја праќате, почитувана заменик министер? И зошто не е тука присутен министерот кога имаме ваква тема од суштинско значење? Тој преходниот министер од Липково велеше дека осом народот не се бавел. Овој харизматичниот полиглота доаѓа само кога е шарпува и на дневен ред, кога треба да собере определени политички поени, ама кога треба 120 пратеници овдека да не прави недоветни, пуштаат заменик министер, и тоа воопшто не е сериозно, и тоа воопшто не е фер. Ниту према јавноста, ниту е фер према овие 120 пратеници овдека, кој го видел, кој не го видел законот. Ама на крајот на денот, независно кога ќе има избори, независно дали ќе има избори, царот е гол. После 4 години давате законско решение со кое што не предлагате една мерка, со кое што не трошите еден денар. И потоа, кога ќе ве прашаме зошто почитувани представници од владата само 0,4% од буџетот оди во животна средина и заштита на воздухот, односно само 0,1% од GDP оди во заштита на воздухот и животната средина, тогаш немате одговор. Тогаш чекате да дојде месец јуни, кога е релативно чист воздухот, и тогаш доаѓате законски решенија кои што носат европско знаменце, го искинавте тоа европско знаменце, не се усогласени со една регулатива, не усогласувате, така ви мине, бидејќи не е собранието газда и народот на оваа држава, туку се од владата. И на крај, можеби пиар машинеријата ова ќе го скрие, а ова ќе излезе, ќе дојде повторно извештај. И тој ќе почне ќе се крие извештај. Ама тоа тапкаме 30 години во место, бидејќи не се погледуваме во очи да кажеме на харизматичниот полиглота министер да се ги скрати трошоците за нови возила, да се скрати трошоци за привремени вработувања, да се скрати трошоци за 300 други луксузи и да почне да го решава проблемот. И тогаш ќе дојде одека во ова собрание, ќе предложи конкретни мерки со конкретни средства, обезбедени средства, и тогаш можеме да разговараме. Овака закон за амбиентален воздух со европско знаменце, со 0 денари е навистина срамота. Навистина е срамота да менјавате закон со европско знаменце во кој што им
Кога кажувате на градоначалниците што треба да прават, а тоа веќе го прават 8 или 9 години. Нити тие преходните го решија проблемот, нити овие ќе го решат, немаат пари. Ако нема држава да застане силно со милиарди инвестиции, не се решава овој проблем. Само ги си играме купи ден продај политика од денес до утре. Благодарам.